Доколку не успеавте викендов да заминете некаде, Радио Илинден Мелбурн ве носи на едно необично патување во пештерата Врело Матка, преку репортажата на Александра Николовска. Ретки се оние кои имаат онолку голем авантуристички дух за да посетат пештера, но не се ретки оние кои посакуваат барем за миг да избегаат од хаосот на денешницата, да отидат на некое мирно место, исполнето со тишина, со бои кои се прекршуваат на млазовите светлина и кристали кои се отсликуваат во бистрите води. Едно такво место, совршено место за пронаоѓање на душевниот мир, се наоѓа на самиот влез на Скопје. Тоа е пештерата Врело на Матка. За оние кои не уживаат во планинарството, единствениот пристап до пештерата Врело е водениот пат кој се совладува со чамци. За оние поактивните има земјана патека која се протега над езерото. Во пештерата се влегува преку скали, кои хоризонтално се симнуваат до подот на пештерата. Веднаш до влезот е концертната сала, еден поширок простор кој е искористен за неколку музички концерти. Температурата во средината на пештерата изнесува 13 степени. На средината на пештерата се наоѓа огромен сталактит во вид на шишарка и во таа чест просторот околу неа е наречен сала на шишарката. Секундарни сали се шират лево и десно. Пештерата има сталактити и сталагмити, калцитни форми во вид на тикви, заоблени, меки форми кои се шират по целата таваница. Нивната бела површина е шарана со црвенкасти и жолтеникави жили, вградени во геоморфната структура на карпите. Во длабочината на пештерата, таму каде што таа завршува, се наоѓаат две езера, Малото и Големото езеро, кое има и своја руска плажа. Интересна приказна за тоа како плажата го добила ова име. Најголема посета пештерата досега имала од руските пилоти, вработени во македонското воздухопловство. Во една прилика еден од пилотите се избањал во студената вода и оттогаш руската плажа е преселена од брегот на Вардар во градскиот парк во Скопје, каде што некогаш се наоѓаше во пештерата Врело. Малото езеро има форма на осмица. Двете езера имаат просечна длабочина од 15 метри. Присуството на сталактитите во водата упатува на заклучок дека некогаш во пештерата немало вода. Оваа констатација ни ја потврдува еден спелеолог и не информира дека езерата се создадени по изградбата на акумулацијата Матка во 1936 година. Во 2007 година од страна на мешовите експедиција од спелеолози од Франција, Белгија и нуркач од спелеолошкото друштво Пеони, Република Македонија. Истражувачите влегоа во должина од над 475 метри и во длабочина до 97 метри. Неочекувано, на таа длабочина под експедицијата се отвора непрегледен отворен простор, што укажува на веројатноста дека отворот е многу поголем од очекуваното. Длабочината на пештерата Врело изнесува 190 метри, но се уште не е целосно измерена. Денес оваа пештера е меѓу најдлабоките во Европа и во светот. Па, драги слушатели, без разлика од големината на вашиот авантуристички дух, сепак треба да ја посетите пештерата Врело, да уживате во таа смирена, мистериозна убавина. Кога ќе излезете повторно на површината на земјата, ќе бидете преполни со позитивна енергија и ќе се чувствувате како да се враќате од патување од Вселената.